Од денес и во наредните денови ќе настапат многу високи температури, кои ќе достигнат и над 40 степени, потврдуваат од ДУХМР. Подрачјето на Македонија од денеска ќе биде под влијание на топол бран, чијшто влијание ќе се задржи до крајот на работнава седмица. Во Штип и неговата околина денеска температурата ќе достигне до 34 степени, а во следните денови, како што реков, благодарение на овој топол бран, дневната температура ќе биде во пораст, така да во Штипското подрачје особено топло ќе биде во среда и во четврток, кога максималната температура ќе достигне и до 39 степени, а исто така ќе бележи пораст и минималната температура. Во петок ќе се задржи топло време, меѓутоа во попладневните часови ќе има зголемена облачност и услови за изолирана и локална нестабилност со порен дожд и грмежи, а ако може да се каже заладување со пад на температурата за неколку степени, очекуваме за време на викендот, кога ќе дува и умерен до засилен северен ветер. Ова значи висок ризик за сите, но особено за следниве категории. Најризични групи кои што може да бидат изложени на овие UV зраци, тоа се лица со светл тен и светла кожа, светли очи, луѓе кои што имаат повеќе од 20 младежи, хронично болните лица, старите, лица над 65 години, но и целата останата популација. Освен високите температури, ризик е и високиот индекс на UV зрачење. Како тој може да му наштети на секој од нас? UV зрачењето може да биде штетно за нашето здравје, доколку UV индексот е над 8, станува збор за висок ризик од ултравиолетово зрачење, кое што може да доведе до појава на изгореници на кожата, кои што доколку се пролонгираат може да доведат до меланом или така наречен карцином на кожата. Исто така може да доведе до оштетување на очите, појава на конјуктивити, различни инфекции. Вака високите температури ќе се задржат до крајот на неделата, велат од ДУХМР. До крајот на работнава седмица, за време на викендот, ќе имаме нешто посвежо време со пад на температурата за неколку степени, меѓутоа сепак ќе се задржи релативно топло време, меѓутоа не толку топло како во текот на оваа седмица.